Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, со државничките политики на СДСМ, земјава стана членка на НАТО. Ја обезбедивме сигурноста и безбедноста на државата на сите наши граѓани. Колку членството во НАТО е важно, гледаме сега кога бесне е војна на тлото на Европа во Украина. Северна Македонија, денеска како членка на НАТО и со почнати преговори со Европската Унија, е фактор на стабилност во регионот и партнер на најсилните земји во светот. Членството во НАТО обезбеди и поддршка за справување со хибридните закани, за јакнење на нашата армија, но позитивно влија и во делот на економијата. Обезбедената стабилност и вистинските политики на СДСМ допринесоа да имаме рекорден износ од 750 милиони евра директни странски инвестиции минатата година. СДСМ е посветена на остварување и на втората стратешка цел – полноправно членство во Европската Унија. Нашите граѓани заслужуваат да бидат дел од ЕУ, а обврската на партиите е да им го овозможат тоа без политички калкулации. Кочењето на ДПМН, она кое што го прават во собранието во однос на блокадите, на реформите во однос на несаработката за стратешките важни прашања, како членството во Унијата, е директно и активно работење против ЕУ и против НАТО. Мицкоски и ДПМН работат против интересот на земјата и одработуваат за туѓи интереси, за земји кои не сакаат да ја видат Македонија во ЕУ. Мицкоски има право да се самоизолира, но нема право да изолира државата. Македонија нема време за губење. Граѓаните немаат нови години за губење. Собраниската процедура и дискусијата за уставните измени, кои што се неопходни за продолжување на европскиот пат, мора да започне. Со глас за Европа во Македонското собрание да обезбедиме продолжување на европската интеграција на земјата и остварување на уште една стратешка цел – членството во Европската Унија. Ви благодарам и побелете со прашање.